Добар ден, и од мене стартува новото издание на магазинот за родителство 0N+ на телевизија Телма. Дали на бебето му е потребна цуцла и каква е незината улога? Голема е дилемата дали воопшто на новороденчето да му се понуди цуцлата. За предностите, но и негативните страни од употребата на цуцлата лажливка денеска зборуваме со доктор Денис Алкалили, специјалист по педиатрија од приватната болница Медика Истанбул, на кој е председател на Сдруженијето за поддршка и грижа на трудници, мајки. Вулка, добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Ова е една тема која што ги засегнува сите родители, бидејќи и оние кои што имаат новороденче се во дилема дали да му дадат цуцла, оние кои што веќе дале цуцла пак сега се размислуваат како да ја отстранат од употреба. Како и кога да ја отстранат. Така, има доста прашања на кои што денеска ќе треба да дадеме одговор. Да започнеме од тука, која е улогата на цуцлата? Зошто на бебето му е толку важно, толку ја прифати? Интересно е најпрво механизмот како и зошто цуцлата го смирува бебето. Значи, бебето кога ќе се роди, тоа е на некој начин има примитивни рефлекси или примитивни функции со кои што практично успева да преживее бебето во првите месеци. Еден многу важен, практично најважен од тие примитивни рефлекси е рефлексот на цицање. Значи, тоа е всушност тоа движење кое што бебето го започнува и кое што автоматски се одвива кога на бебето ќе му се стави нешто во устата, без разлика дали ќе биде тоа мајчината града или ќе биде цуцлата лажалка, или дури некогаш поискусните мајки може и прстот од раката на мајката, значи да го стават во устата на детето со цел да го смират малце, да го задоволат таа негова потреба практично за тој рефлекс, односно за смирување по тој пат, значи со активирање на рефлексот за цицање. Цуцлата е практично го следи човештвото на некој начин, од многу одамна се користи. Уште од преисторија има некои информации дека се пронајдени. Така, некои цуцли или нешто што подсетува на денешните цуцли. Видете, главната работа е што во денешно време имаме едно посовремено сваќање во однос на цуцлата. Доста се остава да бебето самото одбере дали сака или не и се даваат информации за да може родителите да донесат правилна одлука во однос на користењето на цуцла или не. Како некој кој што навистина се грижи за доењето, јас морам да кажам дека секогаш најдобар начин или основен начин за да се смири бебето е всушност да се даде дојката, односно да се дои бебето и контактот, секојдневен постојан контакт со мајката, значи може на некој начин да го одржи бебето мирно и тоа воопшто да нема потреба од цуцла. Многу често се случува оние бебиња кои што цицаат, кои што се на мајчино млеко и да ја одбиваат цуцлата. Значи неколку пати родителите може да пробат да ја дадат, меѓутоа бебето ја одбива и нашата препорака секогаш е да не инсистираат. Значи ако бебето ја одбива, тогаш едноставно не мора да се користи цуцла. Значи не е нешто што е навистина потребно или неопходно на секое бебе. Педиатрите до неодамна имаа поделени ставови од аспект на тоа дали треба да се користи цуцла или не, но една неодамнешна студија покажува поврзаност, односно се покажува релацијата помеѓу користењето на цуцлата и намалениот ризик од синдромот за ненадена дојничка смрт. Па сега стручите лица велат децата до 3 годишна возраст и може да користат цуцла. Дали може да се каже дека цуцлата е некој вид на превенција? Па видете, највеќе во однос на тоа SIDS или Sudden Infant Death Syndrome или ненадена смрт кај новородено и кај доенче, тоа е најчесто ризик во првите 6 месеци. Првите 6 месеци во првата година, после 6 месеци веќе драстично опаѓа ризикот за да се појави нешто такво или да се случи нешто такво. Значи тоа е да појасниме, значи тоа е необјаснета ненадена смрт на доенче кое што е во тој период, значи во таа возраст до 6 месеци и кое што се поврзува со различни ризик фактори, меѓутоа до сега не е откриено точно која е етиологијата или зошто се случува тоа. Има некои препораки кои што би го намалиле ризикот или би ја намалиле веројатноста од SIDS и меѓу тие препораки е и цуцлата всушност. Меѓутоа, она што е најново да речеме од Американската педијатриска академија е дека токму заради превенција на SIDS се оправдува користењето на цуцла, значи негдека од прилика од 3 до 4 недели да започне да се користи, значи од 1 месец, со цел да не попречи во процесот на доење, затоа што бебето има различен механизам кога цица на движење во устата и различен механизам кога има цуцлова
лажалка, значи се препорачува негде од 1 месец до 6 месеци да се користи доколку бебето ја прифати, доколку родителите значи ја користат цуцлата, меѓутоа веќе после 6 месеци до 1 година да се почне еден процес на постепено откажување, затоа што веќе после 1 година скоро и да нема опасност од овакво случување, од тој синдром. Споменавте 3 до 4 недели после раѓањето да му се понуди на бебето цуцла. Зошто не порано? Зошто не порано? Па затоа што тој примитивен рефлекс на цицање кој што го спомнавме, значи тоа е всушност едно сложено движење во устата на бебето, кое што всушност со тоа се движи и устата и јазикот и овие што се мускулите на образите, значи лицевите мускули, и тоа целото практично движење и синхронизација на цицање, дишење и голтање му овозможува на детето да цица од мајката, значи да се дои. Со тоа што ако ние ја ставиме цуцлата или ако во одреден случај дадеме шише со цуцла, значи кое што исто така не е физиолошка цуцла, значи не е мајчината града, може да го нарушиме процесот на доење. Ако бебето се навикне на цуцла лажалка, тоа во тој случај многу потешко може да цица, односно се отежнува тој процес на прифаќање на брадавката на мајката и закачување на градата. Затоа и всушност препораката за цуцлата е негде после 3-4 недели, кога бебето убаво ќе цица, кога мајката ќе и надојде убаво млеко и кога процесот на лактација ќе дојде до некоја рамнотежа, значи убаво ќе се воспостави и во тој случај нема опасност за да се наруши процесот на доење. Бидејќи знаете што најчесто во првите недели бебето плаче пошто е гладно. Ако ние му го задоволиме тој рефлекс за цицање со давање на цуцла лажалка, бебето нема да плаче, затоа што има нешто во устата и постојано тоа го цица. Меѓутоа тоа е несвесен рефлекс, како што кажавме, и бебето, значи несвесно оно очекува дека нешто ќе дојде, односно дека ќе дојде млеко и дека ќе ја засити својата глад на тој начин. И неретко се случува да ние се сретнеме со родители кои што дале цуцла лажалка, а бебето слабо напредува во тежина, бидејќи не плаче, мислат дека е сито, а тоа всушност не е. Значи оно влече од таа цуцла, меѓутоа тоа не ја задоволува неговата глад и може да се намали тежината. Токму заради тоа цуцлата не се препорачува, односно им кажуваме на родителите да не даваат цуцла или да ја одложат. Меѓу другото и во тие случаи кога се дава цуцла, а бебето не напредува во тежина, со цел да може да се регулира исхраната и да цица повеќе од мајката и да се воспостави лактацијата. А каква е поврзаноста на цуцлата и сонот кај бебињата? Бидејќи некои родители сметаат дека бебињата или новороденчињата кои што имаат цуцла во устата подобро спијат навечер, и доколку бебето не сака да ја прифати, ти инсистираат, бараат начини како да му ја дадат. Дури ако ја плукне во сонот, доколку ја прифати цуцлата, ти ја враќаат назад. Вака, генерално не се препорачува да се врати пак назад во тек на сонот, во тек на спиењето цуцлата, да се врати во уста на детето, затоа што детето кога спие нема потреба од цуцла. Цуцлата обично користи не толку за процесот на спиење во тек на ноќта, затоа што физиолошки е детето да огладне и да се разбуди, нели да плаче и да бара подој или да бара адаптирано млеко во тек на ноќта. Нели знаеме дека адаптираното млеко од прилика 3 часа му треба за да се обработи и бебето после 3 часа бара пак да јаде, а со доењето за 2 часа. Така да не може да се одложи процесот на барање на храна од страна на бебето. Меѓутоа предноста може да се види со цуцлата во заспивањето. Меѓутоа мојата препорака како педијатар е дека е многу подобро бебето да заспие во мајчината прегратка, значи и ако цица на града да заспие, отколку да му се стави цуцла и да се остави во кревече и да се чека да заспие. Затоа што бебе само може да заспие, толку мало бебе, само може да заспие само со цуцла или со мајка. Значи трет начин нема. Со цуцлата тоа практично на некој начин се задоволува неговиот рефлекс за цицање и се смирува на некој начин бебето. Истото се кажува и во однос на тоа кога бебето своите рачиња ги јаде, значи ги јаде рачињата или на некој начин се смирува или се задоволува со цуцлата, пред се заради тоа што тоа го потсеќа на мајката и на тој процес на доење кој што бебето го смирува. И заради тоа се препорачува и ако цица да се става често на града за да се смирува, меѓутоа и ако има цуцла, тогаш цуцлата за тоа служи. Во овој дел на емисијата ќе им дадеме можност на родителите да се вклучат со нивни прашања поврзани со денешната тема цуцла за и против. Слободно јавете се на 3076 677. Денешен гостин во студиото е доктор Денис Алкалили, специјалист по педијатрија. Дали постои некаква корелација помеѓу цуцлата од шишето и цуцлата лажалка? Корелација
нема корелација, значи тоа е сосема различен механизам и различна структура и различна форма на цуцлата. Цуцлата што е за пиење млеко е значи таа нели е на некој начин патот како бебето да се нахрани и како бебето да се смири. Меѓутоа главната корелација е всушност во тоа дека и двете цуцли значи може да го попречат процесот на доење во раната возраст, доколку бебето цица, тогаш цуцла со шише воопшто не се препорачува. Знаете, многу важно е движењето во светот, кое што на некој начин забранува на мајката да и се даде или да и се препорача шише со цуцла многу рано. Затоа што препораката за шише со цуцла многу рано всушност може да го поремети процесот на доење. И токму заради тоа главните движења за промоција на доењето всушност се и против шишење со цуцла, кај оние кои што може да дојат, а кај оние кои што не дојат, тогаш може да се користи таква нели шише со цуцла, меѓутоа се цели према тоа да таа биде колку што е можно пофизиолошка или да потсеќа на доењето и на мајчината града, ако е можно. Кај мајките кои што дојат во наместо шише со цуцла, доколку даваат некаква дохрана, вештачко млеко или пак мајчино, кое што измолзано, се препорачува да употребуваат или лажичка или шприц, на друг начин или може? Има мала чашка која што исто така на некој начин го олеснува пиењето со посебен поширок врв. Меѓутоа, знаете, поголем код дете кое што цица до 1 месец, месец и пол, 2, тоа после и да прима некој вид на дохрана со шише со цуцла, најчесто не смета на процесот за доење, затоа што тоа дете веќе бебето воспоставило врска со мајката и тоа навистина го цени, значи не само мајчиното млеко, туку и самата блискост со мајката. И вие, на пример, ако земете бебе кое што е 3, 4, 5 месеци, доколку баш сега имавме во ординацијата таков случај, значи доколку мајката на некој начин има некоја болест или треба да лежи во болница да се третира за нешто, да се направи прекин на доењето. Верувајте дека бебето ќе пие адаптирано млеко во тој период кога мајката не е тука затоа што мора, бидејќи гладта нели го бара тоа од него. Меѓутоа, навистина е голема радост кога после неколку дена ќе се спојат пак мајката и бебето и тоа не може да се на некој начин не може да се изнарадува на мајката и да цица и повторно да се врати на тој процес. Така да верувајте, ако се прашуваат бебињата, тие секогаш го преферираат доењето и пред шишето со цуцла и пред цуцлата лажалка, затоа што тоа има возможност да имаат контакт со мајката цело време. На интернет може да се прочитат многу предупредувања поврзани со ризиците, односно опасностите од користење на цуцла лажалка, кај бебето да се јави воспаление на средното уво, потоа да се расипат идните запчиња, потоа да се изместат непцата и слично. Дали се сите овие предупредувања реални навистина толку причина за загриженост? Па да, апсолутно се реални, токму и затоа е оваа препорака што е понова, значи од последниве 2 години, за тоа да цуцлата полека почне да се откачува од 6 месеци и да се отстрани скроз до 1 година. Како доаѓа до воспаление на средното уво? Па вака, значи секогаш увото, значи средното уво кај децата, значи се воспалува поради комуникацијата која што има со носот и со грлото. Значи тоа се воспоставува преку една така наречена евстахиева туба, значи канал кој што го поврзува средното уво со грлото, со носот и на тој начин всушност се изедначува воздухот, притисокот на воздухот се изедначува меѓу увото и надворешната средина. Бидејќи увото од надворешната страна, значи према ушниот канал е затворено, бидејќи тука е мембраната која што ги прима нели звучните бранови, меѓутоа од внатрешната страна всушност мора да се обезбеди некаков канал кој што ќе го изедначува притисокот со цел да можеме ние да слушаме нормално. Сега токму преку таа туба може да се пренесе инфекција, односно да се пренесат бактерии кои што ги има во носот и во грлото и на тој начин да се добие тој отитис медија или воспаление на средно уво. Зошто е почесто кај тие деца што користат цуцла или кои што се на адаптирано млеко наспроти доењето? Една од причините е имунолошката заштитна функција на мајчиното млеко, меѓутоа другата причина е многу важна, е тоа што кога бебето цица од мајката, значи се создава целосно вакуум во устата и бебето исклучиво диши преку носот. Со дишење преку носот на секој 2 часа бебето кога цица од мајката, всушност целиот тој канал, значи од носот, грлото према надолу се чисти од секретот, односно секретот се дренира на некој начин и не се задржува подолго во носот и во грлото, во назофарингсот, во делот што е позади носот. Доколку бебето пие со шише со цуцла,
тоа може да диши низ таа цуцла затоа што не мора да создаде вакуум, бидејќи шишето само тече, нели? Она што е вештачко млеко, шише со цуцла тече само. Значи не бара бебето од бебето посебен напор за да прави вакуум и токму заради тоа бебето диши низ устата и можно е секретот да се задржи малку подолго во носот. И доколку не се чисти тој секрет од страна на родителите, тој секрет е причина за добивање на таква инфекција на угото и тоа е навистина една интересна поврзаност и како всушност природата го направила тоа доколку бебето цица да не се задржува секрет и да може носот да биде чист во секое време. Споменавте дека после 6-тиот месец би било најдобро на детето веќе да му се земе цуцлото, но сведоци сме дека има и веќе поголеми деца кои што чувствуваат некаква зависност од цуцлата, постојано се со цуцла во уста, плачат и родителите не знаат какви чекори да преземат за да го решат овој проблем и оваа лоша навика. Еве, може ли да им помогнете, да им дадете некакви насоки? Видете, баш тоа сакав и да го спомнеме, бидејќи овој првиот дел од разговорот беше за оние нели кои што сега почнуваат, меѓутоа навистина е голем бројот на оние деца кои што се шетаат на 2 на 3 години со цуцла во устата. Главната препорака е дека на таа возраст веќе цуцлата не е потребна, туку повеќе представува зависност или оптеретување, како што кажавме, во однос на развојот на зъбите, во однос на кариес, затоа што ако постојано има нешто во устата, посебно ако е тоа шише со цуцла преку кое што се пие млеко постојано или сок или благ чај, тоа навистина ги уништува зъбите, меѓутоа и на детето му го пореметува исхраната ја пореметува, бидејќи тие шеќери всушност го заситуваат детето и тоа после не сака да јаде или одбива да јаде или малку јаде кога ќе дојде време за оброк. Токму заради тоа главната препорака исто така многу е важно дека тоа може да пречи и во развој на говорот. Затоа што обично децата кои што имаат цуцла во устата постојано, значи тие најчесто со гестикулации или со ммкање, значи кажуваат нешто на родителите, доколку оние деца кои што немаат цуцла многу побрзо и полесно кажуваат гласови, значи прават зборови, кажуваат нешто. Токму заради тоа и на тој начин препорачуваме да се стимулира и говорот, со тоа што првата мерка ако детето не зборува или ако слабо зборува, првата мерка е да се отстрани цуцлата. Така да препораката е да се обидат, значи на различни начини, некогаш ќе биде тоа со измислување на некоја приказна ако детето е поголемо и разбира, некогаш ќе биде на начин на пример со тоа што ќе се залаже или ќе се каже сега ќе ја смениме цуцлата за нешто, за некоја друга играчка или нешто убаво со кое што ќе си играш, на тој начин да се добие кај детето да не се добие впечаток дека му е нагло отстранета цуцлата. Така наоѓаат родителите разни техники, начини за да има што помалку солзи. Имаме гледачна линија, не знам дали ќе имаме простор да го вклучиме, еве, ајде да се обидеме. Добар ден. Добар ден. Јас сум гледач редовно на програмата, се ми интересира како е најдобро да се одвои цуцлата на бебе, сега моментално е 5 месеци и од година и пол. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Делумно го одговоривме во прашање, но и за помалото бебе. За помалото на 5 месеци е навистина лесно, значи постепено да се отстрани цуцлата, со тоа што малку повеќе ќе се гушкаат, малце повеќе ќе се гали со мајката, особено тоа треба да биде навечер, бидејќи на бебињата навечер им е потребно тоа внимание или таа топлина од мајката и многу ретко се случува на таа возраст бебето да заспие само. Така да ако нема цуцлата, мора мајката да биде тука и тоа го охрабруваме и го препорачуваме, значи да пробаат така. А за поголемото дете што е година и пол, значи постепено со намалување на времето поминато со цуцлата, со тоа што во еден момент бија кренали или бија фрлиле, да немаат избор да ја вратат. Најчесто тоа се препорачува, пошто ако бебето плаче, а цуцлата е таму негде скриена, можно е родителот сам да ја земе и да му ја врати. Така да паметно е ако се фрли и да се заврши таа приказна. Да не биде искушение за никого во домот. Точно така. Еве на крајот од емисијата да ги поканиме оние трудници кои што имаат термин во јули и август да се вклучат на работилницата на Лулка. Научете како да го доите вашето бебе, кога ќе содржи сосема накратко нешто за... На 18 јули, значи следната среда, на 18 јули од 18 часот, може да се пријават на сите медиуми на Facebook и на веб страната на Лулка. Ги покануваме сите оние кои што следните 2-3 месеци би требало да се породат, бидејќи важно е да научат за доењето. Да, тоа е исклучително важен процес. Партнерите имаат потреба да присуствуваат на вакво нешто, пожелно е да присуствуваат, бидејќи ќе има и една кратка обука за партнерот како да ја помогне на новопоредената мајка како да го дои своето дете, бидејќи поддршката во семејството е многу битна за доењето. Така. Ви благодарам, доктор
Михалка Лили што бевте денеска гостин во Новен Плюс, и само да им напоменеме на родителите, доколку сепак одлучат да бидат упорни да дадат цуцла на своето бебе, споменавте дека тоа не треба да го прават, никако да не ја заблажуваат, да не ја стават во мед, да не ја стават во шеќер. Да, никако шеќер или мед или било што, затоа што тоа ја поттикнува зависноста, а може и да забите да ги расипе уште побрзо. Ете, многу корисни совети и препораки во денешното издание на магазинот за родителство Новен Плюс. Се надевам дека уживавте и дека ќе се видиме повторно секако уште утре. До гледање.